Минималната плата на дел од работниците на Истокот им донесе казни и повисока норма, тврдат од регионалниот синдикат. Според нив, 80% од газдите успеале да исплатат минимална плата, но сето тоа било на сметка на грбот на работниците. Имено од регионалниот синдикат посочуваат конкретни примери како законот за минимална плата работодавците го заобиколуваат. Во месеците август, септември и октомври работниците, во август месец биле 100% успешни, во септември биле исто така 100% успешни и што се случува во октомври? Во октомври се случува работниците да се 65% успешни. Се со цел да се намали основицата за минималната плата да биде помала за работниците што ќе ја зимаат, а од друга страна се рефлектира и на придонесот кој што треба да го уплаќаат самите работодавци, кој што паѓа од 5000 и стигнува до некоја реална сума на 3630 денари. Освен ова, покачувањето на минималната плата донесе и покачување на бројот на казни за работниците. Исто така се случува во една од фабриките да работниците се казнити или не со ставка неуспешна норма, нефаната норма, со 2700 денари од својата плата и нивната плата изнесува бруто 10.690. Това се случува во Штип. Ова се само дел од работите кои регионалниот синдикат ги презентираше на јавноста на пресконференција. Дали и како понатаму ќе постапат надлежните инспекторати е прашање, со оглед на тоа дека во последно време, по реакциите на Хелсиншкиот комитет, дел од компаниите добија рокови грешките да си ги поправат. Инаку, уште од покачувањето на минималната плата, текстилните здруженија предупредија дека се можни манипулации со нормираниот учинок, а работодавачите побараа замрзнување на придонесите како би можеле да го поднесат притисокот на новите трошоци.